денес бев на училиште и добив 5 на тестот. Драги другарчиња, здраво млади возрастни, здраво возраст. Ова е емисијата за деца Слушнете не! директно од студиото на Универзитетското радио Укло ФМ. Веќе знаете, емисијата се вика Слушнете не! Тоа е гласот на Ноела, петто оделенка во основното училиште Елпида Караманди. Сега, сигурно сте ја слушале емисијата и Ноела секогаш ви кажува дека емисијата ја снима кај неа дома, заедно со незината мама Рената, а потоа материјалот снимен ни го праќа тука во радиото, ние го монтираме и како готова емисија можете да ја слушате секоја сабота од 12 часот. И сега денеска тука заедно со Ноела, во студиото на Универзитетското радио, зошто? Се договоривме со мама Рената да и направиме едно убаво изненадување на Ноела. На Ноела денеска е роден ден, 19 октомври, и ние рековме изненадувањето за Ноела ќе биде посета на Универзитетското радио, да види од каде тука се подготвуваат емисиите, како се емитува во програма и сите други оние технички работи што можеби вас и нема да ви интересираат. Кажи ми сега, Ноела, дали беше ова изненадување, дали го погодивме изненадувањето? Да, вие го погодивте изненадувањето, ма јас не го погодив. Ти воопшто не ни знаеш дека ќе доаѓаш тука во радиото? Не знаеш. Да, ние како тајни агенти со мама Рената се држевме во тајност до последен момент, решивме ништо да не ти кажуваме, нели за изненадувањето да биде баш онакво како што треба. Големо изненадување. И сега, затоа што си тука заедно со нас, ајде и вака малку повеќе да те представиме. Јас кажа веќе ти си петто оделенка во основното училиште Елпида Караманди и кажи ни како дојде до идеја да правиш ваква емисија. Па прво, мајка ми предложи, бидејќи се дружеше со вас, ми предложи да почнеме да правиме убава емисија, откако го прочитав еден текст, што се викаше Нела и бушавата бура. Така почнав со оваа емисија и сега ми е многу интересно и мислам дека многу долго ќе ја продолжам. Тоа и го очекуваме од тебе да ја продолжиш емисијата, затоа што имаме многу позитивни реакции од нашите слушатели, не само од децата, туку и од возрастните, и од твоите другарчиња, и оние помалите, и од поголемите, но и од бабите и дедовците. И тие ја слушаат емисијата и веројатно со задоволство седат пред радијата и слушаат како што порано слушале радио. И сега овие помладите како тебе може би ја слушате емисијата и преку мобилните телефони, нели тоа сега овозможува техниката. Рече дека да за сега си задоволна од она што го правиш. Другарчињата твои што велат? Некои ја гледале, но некои ниту знаат дека постои. Но тие што ја гледат исто така ја бендисват и секогаш пробуваат да нешто како мене да се, но не баш секогаш му успева. За тоа треба и талент, нели, треба и креативност малку поголема. Сега, ти рече, оние што ме гледале, а ова е радио и се слушаме, меѓутоа, добро рече ти, освен што не слушаат, и те гледаат, така? Да. Зошто? Бидејќи јас и мојата мама Рената правиме трейлери како кратки видеа со сите авантури што ќе ги имаме во нашата емисија. Да, и сите оние кои што сакаат да ги видат, тоа може да го направат на Facebook страната. На Facebook страната и на YouTube. Слушнете не со 3 Адресата. Запирка Ноела, запирка Укло. Го погодивме. Добро, значи сите што сакаат и да те гледат, а не само да те слушаат, можат да ја напишат таа адреса на интернет, на Facebook и ќе излезиш ти и може таму да видат многу спотчиња, трейлери кои што вие веќе сте ги направили, кои што се таму поставени. Да. Така. Да. Па сега во изминатиот период
направи неколку репортажи, да им објасниме што се тоа репортажи на нашите слушатели. Репортажи се кога водителот или водителката ќе оди во некое место и ќе кажува што се случва најблиску во кратки реченици. Така, значи ти одиш, патуваш и при тоа зборуваш, кажуваш што си видела, што си направила, со кој си се сретнала, па разговори со тие што ќе ги сретнеш. Имаш една убава репортажа со твојот дедо. Како дедо се снајде во оваа работа. Сигурно му беше чудно да слуша прашања од својата внука, а знае дека ти го снимаш и тој сигурно внимаваше како зборува, па како се изразува, така? Или се изборуваше како секој ден што зборува? Па на првите снимања ниту знаеше дека го снимам но потоа кога почна така политературно да се прави важен. Аха. И така го заврши снимањето. Така. А баба, кога баба ќе дојде на ред за снимање? Кога има приказна? Бабо, слушај дома, смисли една убава приказна, за да можеш и ти да бидеш дел од емисијата. Слушнете не на Укло ФМ. Така. Сега уште едно прашање. Рече дека имаш другарчиња кои што веќе добро ја знаат емисијата и некои од нив веќе и сака да бидат соработници твои во емисијата. Например, минатата емисија тука беа Хелена и Максо при посетата твоја на зоолошката градина во Скопје. Нели, ти кажуваше што се таму си видела, со кои животни си се запознала и посебно ти беше можеби така интересно во паркот кај диносаурусите. Да. И со Хелена се договоривте да биде како пештерски човек, нели? Да. Прачовевски човек. А Максо што правеше, Максо? Макс играше со еден танцувачки костур и правеше смешки во позадина. Сега, оние што го видеа трейлерот, можеби можеа тоа да го видат, а оние што ја слушаа емисијата, можеби им се слушаше во позадина нешто крц, 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 крц. Тоа беа крлешките, така? Да. Крлешките во паркот, веднаш до твојата зграда, тука имаш и други деца, меѓутоа ги бркавте, им викавте, ќутете, се снима. Прво дојдоа, па потоа ние се преселивме, па си ојдоа и така трчавме по место. Си баравте место за снимање. Да. Одлично. Освен другарчиња од тука, од кај нас, од Македонија, имаш и многу другарчиња надвор од Македонија. Да. Да ги набројам сега? Да ги наброиш сите, на кои што се сеќаваш сега. Јас имам другарчиња од целиот свет. Некои се во Африка и го збораат јазикот тви, некои се во Белгија, некои се во Турција, во Украина, во Шпанија, во Австрија, Канада, Америка. Ама не се тие сите мали, има и повозрасни? Да. Тие повозрасните може би контакт прв го имале со мама Рената, како нејзини студенти, сега веќе повозрасни, и тие всушност тие воспоставуваат и таа врска со некои од нивните, да речеме, помали пријатели. Например, од Гана? Од Гана, тој беше на мајка ми студент. Тој е основач на школа за деца без родители. И така сите се собравме и направивме неколку джинглови-бинглови и постојано се дружиме за слушнете. И сигурно повторно ќе ти бидат твои соработници во некој од наредните емисии, па останува да ги слушнеме. Сега кажи ми, ќе ни откриеш ли што ќе има во новата емисија? Што да очекуваме? Не знам што мислам дека ќе има. Се уште размислуваш, има време, но сигурно ќе биде повторно нешто интересно. Да. Кажи ми, со оглед на тоа што додека ги снимавте предходните емисии, имавте и повеќе репортажи, нели кажавме, имавте еднаш посета на Стрежевското езеро, тогаш кога одевте заедно со дедо, и таму имаше извидници, кои што беа присутни, се запозна со некои од децата таму? Па да, покето беа од моето училиште, скоро сите беа поголеми од мене, но како што правевме игри, предизвици, најмалиот тим победи. Тоа го слушнав и честитки за нив уште еднаш. Ова е само потврда дека малите некогаш знаат да бидат подобри од поголемите. И тоа ти цело време им го кажуваш на нашите слушатели, им кажуваш возрастни.
Што треба да прават? Возрастни, слушајте не и послушајте не. Да, затоа што децата, Знаат и то како што да кажат. точно. Значи, возрастни, слушајте ги децата, затоа што децата и тоа како знаат што да кажат, да ги почитуваат вашите желби, вашите барања, но и вие треба да ги почитувате возрастните и да слушате што тие ви кажуваат. Мама, тато, баба, дедо, така? Да. Затоа што треба и од нив да учите. Да. И за крај уште, кажи ми како е на училиште сега, повеќе не сте како минатата година да одите цело време со настава преку интернет, ви беше досадно понекогаш, цело време да бидите дома, па да се гледате само преку компјутер, па имаше тука и згоди и незгоди со Да. компјутерите и таа беше и многу интересна емисија. Сега веќе е поинаку. Да. Па кога бевме онлайн само дома, седиш на одморите, ќе мораш да јадиш ручек и да збориш со големите дома што ти се, или па да ги бркаш папагалчињата секаде кај што ќе ти летат. А вака кога сме во живо можеш да зборниш, можеш да си размениш некои работи. Пак се пазиме со маските, ма поинтересно е. И си кажувате за симпатиите. И си кажуваме за симпатиите. Да, Да. добро. Еве, поздрав до сите симпатии. Поздрав до сите другарчиња на Ноела. Не само до оние што таа ги знае, туку и до оние што не ги познава, но има шанса да се запознае со нив. Што ќе им порачаш на другарчињата? Драги слушатели, гушнете не и слушнете не! А за децата? А за нас, децата, бидете безгрижни и уживајте во училиштето. Ноела, јас ти благодарам за овој разговор. Нема зашто. Ке те поканам повторно во друга прилика да ни дојдеш тука на гости. Би сакала. И да биде се во ред, да речеме, со оваа пандемија, да заврши што поскоро, па да можеме и од тука, и може би некогаш во живо, да емитуваме емисијата. Слушнете не на Укло ФМ. Ова е Слушнете